се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија и време е за првиот разговор ова утро. Нашата гостинка веќе пристигна овде во студиото, веќе удобно сместена овде кај нас, на овој делот каде што ни се гостите. И веднаш да ја представам магистар Јагода Насковска, семеен советник и обучувач, супервизор на стручна работа во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село. Господјо Јагода, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма Добро утро секое утро. Она што е наша денешна тема е згрижувачки семејства. Ке зборуваме за тоа кои услови треба да ги исполнуваат семејствата, како се станува згрижувач, бидејќи на секое дете му е потребно семејство, му е потребно семена грижа, љубов и секако родители. За почеток да им објасниме на гледачите кои се оние згрижувачки семејства, што се подразбира под згрижувачко семејство. Добро утро и благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Згрижувачките семејства, најкратко кажано, се даватели на услуга. Даватели на услуга која што е регулирана со Законот за социјална заштита и која спаѓа во онаа категорија на услуги, на социјални услуги на вонсемејна заштита на деца и на возрастни кои што од некакви причини не можат да живеат во сопствените семејства. Значи, преку оваа услуга, државата обезбедува, секако преку центрите за социјална работа, основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрастни лица кои што се во некаков ризик и кои што имаат потреба од сместување во друго семејство. Во друго семејство. Да. Сега да објасниме кој се може да биде згрижувач. Кои услови треба да ги имаат семејствата за да згрижат во својот дом, кажавте, деца и возрастни? И возрастни, така? Да. Си постојат пропишани критериуми кој може да биде згрижувач. Секако тоа треба да биде полнолетно лице, државјанин на Република Македонија, лице кое што е во добра здравствена состојба, како самиот подносител на барањето, така и членовите на неговото семејство, да биде деловно способно лице, да има стамбени и материјални услови за згрижување на корисник во неговото семејство, да не му е одземено родителското право, да нема кривична постапка против тоа лице и да има поминато обука која што е задолжителна пред да се стекне со статус згрижувач, значи обука која што ја обезбедуваат центрите за поддршка на згрижувачки семејства. Како се одвива таа обука? Таа обука се одвива од моментот практично кога подносителот на барање, постапката почнува, да кажеме, со поднесување на барање, заинтересираниот кандидат да стане згрижувач, треба да ја започне постапката со доставено барање до надлежниот центар за социјална работа кој што се наоѓа во општината каде тој живее. Значи, откако ќе го поднесе тоа барање, дека сака да стане згрижувач, треба во прилог да донесе во рок од 1 месец документи со кои што нели овие критериумите да ги кажавме. И понатака, доколку нели стручните лица направат увид секако во неговите документи и се е во ред, идниот згрижувач, значи ја поминува обуката која што е наменета за згрижувачи и таа обука, како што кажав, центрите за поддршка на згрижувачки семејства ја обезбедуваат. И обуката се состои од теми кои што се однесуваат на самото згрижување, пристап кон децата кои што и лицата кои што се сместуваат и така натака. Конкретно, Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село, односно нашиот центар, кој што функционира во рамките на СОС Детско село организацијата, која е позната во јавноста како организација која што има големо искуство во областа на заштита и грижа за деца без родителска грижа. Значи, функционираме во рамките на нашата организација, која што 22 години работи на територија на Македонија и во нашиот центар, значи, обуката се темели на Прайд методологија, тоа е една меѓународно призната методологија, по која што ние стручните лица ги едуцираме идните згрижувачи
со цел да ги прошириме нивните знаења, да ги зајакнеме нивните компетенции за да можат да пружат квалитетна грижа на сместеното лице. Сега, она што ме интересира мене, а предпоставувам дека и гледачите, кажавте згрижувачки семејства. Меѓутоа, зборувате за еден згрижувач. Дали тие треба да се во брачна заедница? Значи, семејствата, кои услови треба да ги имаат? Треба да бидат маж, жена, може да имаат своји собствени деца, па да згрижат детенце. Како оди тоа? Или може да е само поединец згрижувач? Да, може да биде и поединец, може да биде и во брачна заедница, секако пожелно е и да имаат деца, не мислам, децата секогаш помагаат при сместување и адаптација на корисниците. Така да критериумите се поврзани по однос на ова што го спомнавме на почетокот, по однос на нивната здравствена состојба, стамбено-материјалните услови. Значи треба да има сепак услови за згрижување. Да, не е толку пресудно да е во брачна заедница згрижувачот, така, ниту пак е пресудно дали има деца или не. Значи може да и поединец, едноставно да има желба да згрижи детенце во својот дом, да му пружи многу љубов, грижа, нега и една топла семејна атмосфера. Така, тоа е она што е многу важно. Целта на оваа услуга, згрижување во друго семејство, е да сите оние лица кои што се во некаков ризик, преку оваа услуга да им се обезбеди сигурна и безбедна средина. И овој облик на сместување, овој облик на грижа и заштита на лицата е најпосакуван и е најсоодветен поради тоа што самиот концепт на грижа е многу близок до биолошкото семејство, што нели на секоја индивидуа му е потребно за правилен раст и развој едно топло семејство и безбедна средина. Да. Постои ли, господи Јагода, временско ограничување на лицата кои што се сместени во згрижувачки семејства за некој временски период или тоа е неограничено? Се договор меѓу згрижувачот и згрижениот? Да, сместувањето значи се одвива на начин во кој што се запазуваат одредени принципи, а тоа се еве неколку ќе набрам, тоа е принципот на почитување на човечкото достоинство, фундаменталните права, правото на детето на живот, обстанок, развој, правото на недискриминација, право на семејство, право на учество, најдобар интерес на детето и така натака. Значи така се води таа постапка, почитувајќи ги сите овие принципи и при сместувањето се склучува договор помеѓу згрижувачот и надлежниот центар за социјална работа, кој што е и воедно старателски орган на лицето кое што се сместува. Временскиот рок, колку тоа лице ќе биде во згрижувачкото семејство, зависи од потребите на самото лице, од степенот на ризик, од можностите да се помогне за да се тоа лице, да кажеме, повторно врати во семејството, значи се тоа индивидуално и зависи за секое лице. Зависи меѓу згрижениот и згрижувачот. Зависи од состојбата на лицето кое што се сместува. Може ова услуга да се обезбеди во општо згрижување, може во специјализирано згрижување, повремено згрижување, интервентно и роднинско згрижување. Значи, зависно од тоа за колку време лицето ќе остане, каква е неговата индивидуална потреба и сето тоа го проценуваат стручните лица кои и нели го бираат обликот на грижа. Ме интересира мене, а предпоставувам и јавноста, кои лица може да бидат згрижени? Значи, дали се тоа деца, кажавте деца и возрастни, без родителска грижа, дали се тоа напуштени дечиња, кои се оние деца кои што се може да бидат згрижени во згрижувачки семејства? Да, ова може да користат деца без родители и родителска грижа, може да користат деца кои што се во судир со закон, деца во ризик, деца жртви на семејно насилство, деца или возрастни со попреченост и стари лица. За сите овие категории услугата е достапна и имаат право да ја користат.
Јас мислев дека е само за деца, значи ова сега ме изненади на позитивно, што кажавте дека и возрастни и стари лица може да бидат згрижени во семејства. Сега она што е многу важно при ова згрижување е секако поддршката, која што е потребна, претпоставувам, и на згрижувачките семејства, на згрижувачот и на оној кој што е згрижен. Каква поддршка конкретно вие во СОС Детско село им нудите на овие семејства? Па Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, значи во рамките на своите задолженија и ингеренции, има неколку основни, да кажеме, обврски, а тоа е прво промоција на услугата згрижување. Ние интензивно работиме на проширување на мрежата на згрижувачки семејства, затоа што е многу потребно и важно да оваа мрежа ја шириме и да ги зголемуваме капацитетите, згрижувачките капацитети, за да можеме и при избор на згрижувачко семејство да имаме можности да одговориме соодветно на потребите. Тоа е едната задача од основните. Понатака правиме подготовка, проценка и работиме со идните згрижувачи, односно ги едуцираме, како што кажав, за превземање на оваа згрижувачка функција и она што останува како исто наша обврска е континуирана поддршка на веќе постоечките згрижувачки семејства, а тоа значи стручна помош и поддршка од страна на стручните лица во центрите за социјална работа и центрите за поддршка на згрижувачки семејства. Значи, во делот на помош и поддршка на самите згрижувачи, да не се чувствуваат дека се сами во овој процес и дека сами се грижат за децата, тука се стручните лица секогаш да дадат конструктивен совет, поддршка, препорака како да се надминат некои ситуации, недоразбирање ако има. Да следат адаптацијата на сместениот корисник, да го следат неговиот развој и да го насочуваат, нели? Тоа сакав да прашам, адаптацијата колку време трае? Адаптацијата трае најмногу до 3 месеци и интензивно се следи адаптацијата. Во првиот месец, особено после сместувањето на корисникот, нашите стручни лица од Центарот за поддршка го посетуваат семејството еднаш неделно и ја следат адаптацијата, го известуваат старателскиот орган за тоа како тече адаптацијата, даваат поддршка во тоа да детето што полесно и подобро се адаптира и направи некое поврзување со згрижувачкото семејство и во континуитет го известуваме надлежниот центар, секако и од страна на старателскиот орган, детето е посетено, се следи тоа и најчесто адаптациите течат во позитивна насока. Тоа сакав да прашам, како следно прашање. Има ли интерес за згрижувачки семејства, односно за семејства кои што би згрижиле лица во својот дом? Па како што кажав, ние како Центар за поддршка една од главните задачи е промоција на згрижувањето и се обидуваме ние и често сме на терен излезени, одиме по разни населени места. Во последно време ги посетуваме и руралните средини. Значи целта ни е да дојдеме во директни средби со граѓаните, затоа што ти реално на доста од нив и не е познато ова како услуги, како начин, па да кажем и на некој ангажман кој што може да кажеме и финансиски државата си плаќа за оваа услуга и на тој начин, освен и доброто дело, може и за... Има и некој бенефит, кога сме веќе кај бенефитот, може да споменеме како државата ги поддржува овие згрижувачки семејства, кои се бенефитите, кажавте дека плаќа за оваа услуга, сигурно помага со некоја сума, може слободно да кажете како се движат сумите и секако она што е важно, телефонскиот број, каде што може сите заинтересирани, ама ајде прво со бенефитите од државата. Вака само информативно ќе кажеме дека во општо згрижување, сместување на едно дете, за сместување на едно дете, државата обезбедува 19.683 денари
Месечно, така? Месечно, на месечно ниво добива згрижувачот и тоа скалесто се намалува доколку децата се зголемува бројот на корисници кои се сместени во семејството. Па така за 2 сместени деца по 17.000 од сместен корисник, до 15 за 3, 14 за 2 и 13.000 ако се сместени 5 деца. Во специјализирано згрижувачко семејство, каде што се сместуваат корисници со попреченост, деца со попреченост, овдека сумата секако е поголема и е 25.000 за сместен корисник. За дете во ризик е 22.470, значи ова ви ги читам износите кои што се одобрени од владата за 2024 година. И значи овие суми се добиваат на месечно ниво и се поддршка и се воглавном за потребите на сместениот корисник. Така е. Да. Во однос на телефонот, да, би апелирала сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да станат згрижувачи, да се јават на телефонскиот број 075 277 447 и можат исто така да се обратат во местно надлежниот центар за социјална работа, каде што ќе добијат и повеќе информации, како и на овој телефонски број на кој се јавуваат стручни лица кои ќе ги дадат сите... Од колку до колку часот може да се јават? 24 часа е достапен, да. Може да го споменете уште еднашка и ќе го споменеме. 075 277 447. Така. Сите заинтересирани за било која информација може да се обратат на овој телефонски број и да си добијат дополнителни информации. Кажавте, Јагода, дека одите од терен, одите на терен од семејство на семејство. Каде повеќе постои интерес за згрижувачки семејства во градовите или можеби во руралните средини? Па нема правило да ви кажам. Некаде многу ни помага во промоција на згрижувањето ако во некое населено место веќе има згрижувачко семејство кој е позитивен пример и за другите сограѓани, така да згрижувачите, постоичките згрижувачи се исто така промотери на оваа услуга и луѓето се јавуваат да прашаат, да се информираат. Често пати и меѓу самите згрижувачи прашуваат како може да и тие станат згрижувачи и така. Дали се познаваат згрижувачите, односно дали може да се познаваат, да бидат роднини, можеби пријатели, да кажам, згрижувачот со лицето кое што го згрижува? Да, роднинското згрижување е еден исто вид на згрижување, кој што е посакуван заради тоа што кога едно лице останува без родителска грижа, едно дете ќе остане без родителска грижа, првично што Центарот за социјална работа бара да најде ресурс во самото семејство на детето, но поширокото семејство. Тоа е примерно, така, да, меѓу семејство. И тоа би било идеално кога тука одма би се нашол ресурс за сместување на детето. Така. Отприлика, тука сме некаде со разговорот пред крај, бидејќи доаѓате од СОС Детско село, каде што и давате нели поддршка, лично сте вклучени во овие згрижувачки семејства. Да. Би сакале ли можеби уште еднаш да ги повикате еве сите заинтересирани? Само сакав да прашам, уште не знам дали постои возрастна граница на згрижувачите, до која возраст може да згрижа детенце, односно лице кај себе? Исто така во критериумите е пропишано да разликата во години меѓу згрижувачот и сместениот корисник биде најмалку 18, а најмногу 50 години. Инаку и за згрижувачите важи истото правило дека тие можат до 62 ако се жени нели согласно на Законот за работни односи да работат оваа работа, со навршување на 62 години влегуваат во пензија. Она што е можеби важно и пензионери не може да бидат згрижувачи? Можат да бидат, да, еве и тоа да го спомнеме дека доколку 15 години во континуитет ја извршуваат згрижувачката функција, се стекнуваат со право на пензија. Да. Ете,
убави на вистина и бенефити од државата. Јас мислам дека опфативме се. Овој разговор ни беше пред се информативен, да ги информираме нашите гледачи дека постои оваа услуга во рамките на СОС Детското село. Уште еднашка за крај ќе ве замолам телефонскиот број да го повторите, за да сите оние кои што се заинтересирани го запишат и може да се јават, рековте, отворена е линијата 24 часа, да си добијат дополнителни информации околу овие згрижувачки, да кажам, семејства, така. Така е. Ги повикувам сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да станат згрижувачи, да се јават на телефонскиот број 075 277 447, ќе ги добијат сите информации. Оваа работа е навистина племенита. Децата знаат навистина да бидат многу благодарни. Ги поканувам сите кои што имаат такви можности да го отворат својот дом, да примат дете без родителска грижа, да направат позитивни промени во неговиот живот и да изградат трајна релација со овие деца. Да. Бидејќи секое дете заслужува среќно детство и заслужува да расте во топол дом и да има среќно семејство. Ви благодарам многу за учеството во емисијата. Нема да ве задржуваме повеќе, бидејќи треба да се вратите на своето работно место во СОС Детско село. И се надавам дека ќе има повторно можност да ни бидете гостинка или вие или некој од кај вас од СОС Детско село, бидејќи имате навистина многу активности на кои што работите. Да споменеме дека згрижувачкото семејство е само еден дел од работата на СОС Детското село. Така е, да. Имаме доста и други програми и активности кои што паралелно течат, но Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село е фокусиран на згрижувачките семејства и дава максимална поддршка на згрижувачите. Ви благодарам за разговорот.